Добро би било да сме исти, да се чувствуваме сите меѓусебно така и да се поддржуваме и во реалниот живот и праксата. Впрочем, една од темите за која што гласно сакаме да зборуваме во Македонија наутро е вклучувањето на лицата со попречености во сите сфери на општественото живење. Велиме дека сакаме да правиме промени, тоа ние го правиме со јавното говорење, но има уште многу начини. Еден од нив е настанот за кој што зборуваме со соговорникот во студиото 3 на Македонската телевизија, имено од 7 до 10 септември ќе се одржи вториот фестивал на инклузија, овој пат во општина Кисела Вода. Детали за програмата добиваме од претседателот на Сдруженијето за афирмација на правата на лицата со попречености и квалити, Гере Трипков. Добро утро. Гери, добро не дојдовте во утринската програма. Каква прекрасна најава. Ти благодарам, Кристина. Добро утро на сите гледачи на Македонската телевизија. Ти посакувам многу успеси на новата функција во Македонската куќа. Гере, последниот пат кога се видовме беше зборувам кога се видовме овде во студиото 3, беше пред 2 години. И од тогаш ни се случи короната. Од тогаш се гледавме само на дистанца, зборувавме онолку колку што можевме на Skype. Многу ми е драго што ве имаме овде во МТВ за да зборуваме за фестивалот кој што го дочека своето второ издание. Да, кој би рекол дека во нашава земја може нешто да трае. Меѓутоа, благодарение на вас, медиумските куќи, пред се на луѓето како тебе, кои ни даваат ветер во грб, продолживме со оваа амбиција. Оваа година од општина Аеродром се селиме во општина Кисела Вода. Би сакал тоа да стане и традиција во наредните години да се селиме од општина во општини, да ја шириме оваа прекрасна енергија. Како што кажа, да ни следува фестивалот за инклузија од 7 до 10 септември. Во најавата некаде таму после временската прогноза кажа дека тие што одат на продолжен викенд може да патуваат пошто им убаво времето, меѓутоа ние ќе имаме уште попрекрасно време во општина Кисела Вода. И лани кога зборувавме на отворено за фестивалот, всушност кога го промовиравме првото издание, имаше многу убава програма, но коригирам ако грешам, мислам дека беше многу помала од ова што ќе се случува сега во Кисела Вода. Точно. Минатата година направивме се потрудивме да направиме еден старт убав кој што би не запознал нас со публиката и публиката би ја запознале со нас. Еден ден траеше првиот фестивал на инклузија, се случуваше во општина Аеродром. Не беше лесно, меѓутоа го истеравме тоа и енергијата која што се почувствува таму беше неверојатна. Едноставно оваа година одиме понатаму, нема назад, затоа што сме дефинитивно посветени на оваа мисија. Дефинитивно јас живеам за тоа да видам нашата држава како место каде што сите живееме еднакво и среќно. И заради тоа оваа година правиме 3-дневен фестивал каде што имаме од сабајле работилници, каде што имаме танцови представи, инклузивни, каде што ќе учествуваат и лица со попреченост, патем моите другарчиња. И потоа во вечерните часови се забавуваме, имаме кинопроекции, имаме прекрасни концерти на уметници како Пајак, Фанк Шуи, Ламбе Алабаковски, ретро хитови. Нажалост нема да бидеш тука, ама ќе ти пренесеме импресии. И тоа знам дека ќе биде во живо на социјалните мрежи, знам дека ќе следат многумина. Велите, сакаме фестивалот да стане славење на животот и иднината, не на пропуштените можности. Сакаме децата во мало да видат зрак светлина, сакаме повозрасните да создадат перцепција дека треба да ги воспитуваат децата со емпатија и отвореност. Станува ли отворено општеството низ годините? Какво е вашето чувство? Рамноправно ли се чувствувате вака, очи во очи со мене во моментов? Јас лично, од секогаш сум се чувствувал рамноправен, освен во моментот кога јас не се чувствував добро со тоа што го имам. И мојата животна приказна ме потиштуваше за да не можам да дојдам до својата сопствена енергија, онаа вистинска енергија. Денес, мислам дека вратите за сите се отворени, животот пружи еднакви можности. Прашање е дали ќе посегнеме по тие можности, нели?
Ние сакаме да ја промовираме оваа тема на малце по различен начин. Сметаме дека само зборувањето не е доволно, сакаме да покажеме како тоа изгледа на терен и затоа ги правиме. Нормално не сме осамени во ова, има и други настани, меѓутоа сакаме да бидеме толку големи што ќе навлеземе во вашите домови преку телевизиите, ќе навлеземе преку вашите уреди во вашите срца и души и ќе останеме таму надолго. За институционалната отвореност сакам нешто подоцна да проговориме, уште да се фокусираме уште малку на нас. Растеме ли ние на тема емпатија и отвореност? Ги воспитуваме ли нашите деца на емпатија и отвореност? Се повеќе. Се повеќе тоа се приметува, бидејќи еден од нашите проекти е и советување, односно така наречен коучинг за личен развој, каде што ние работиме и со луѓе со попреченост и без попреченост, гледаме драстична промена од предходно. Благодарение на Бог добивме една корона која што не затвори и свативме дека не можеме сами со себе, туку треба да функционираме како еден прекрасен механизам или машина која што соработува во општеството како целина. И тоа е добро, меѓутоа тука сме за да помогнеме на обете страни, ние се наоѓаме некако како на средина помеѓу двете страни и нашата мисија е да направиме мостови помеѓу тие две страни, утре задутре да се гледаме, да соработуваме и да се прифаќаме едни со други, заради тоа што мислам дека тоа е една од основните наши прекрасни особини човечки. Да разбереш, да видиш, да разбереш и да сватиш и да прифатиш. Но кога наши сограѓани се различни по причиности, ќе излезат на улица, потребна им е поддршката од сограѓаните, нашата меѓусебна, но апсолутно им е потребна и функционирањето на институциите за да можат да живеат и да се почувствуваат во пракса рамноправни. Апсолутно. Како тука функционираме, иако имаме изминатиот период, да речеме, многу убави реформи. Министерството за труд и социјална политика се ангажира на оваа тема. Дали е доволно? Кристина, знаеш како, еве, например, со твојот сосед се гледаш секој утро и се договарате веќе 2-3 години да седнете на кафе, да се видите како луѓе и да се изнаприкажете. Така и со институциите. Институциите некако ми изгледаат осамени, не во смисла на тоа дека не прават чекори. Меѓутоа, реализацијата на терен е многу во незавидна ситуација. Нормално дека има работи кои што треба да ги пофалиме, меѓутоа има што многу работа. Значи, многу работа, поготово во помали општини каде што сме. Нашата цел што е? Да направиме една платформа каде што ние најпрво од локално ниво ги почнуваме промените, каде што им покажуваме на општините. Еве, оваа година ние поддржувач општина Кисела Вода. Вие не знаете, градоначалникот и сите во општината како реагираат на тоа што го гледаат и на тоа што ќе се случува. Восхитени се. Значи, ако ние на самиот почеток успееме да допреме до вашите очи, потоа ни е полесен патот до вашето срце. Тоа е и нашата улога. Од друга страна треба да имаме соработка од страна на локалните власти и во трета фаза е да влеземе во институциите и да им покажеме на тие луѓе кои што таму функционираат и уживаат дека секој од нас е на некој начин со попреченост. Поголема, помала. Ја започнавме учебната година, сакам малку да ставиме фокуси на учениците. Ја почнавме учебната година, тука треба да знаеме дека многу наши дечиња со најразлични попречености се вклучени во образовниот систем, дека тука трасираме судбини, тука создаваме перцепција и слика за себе си и тука некако им го трасираме патот каков ќе живеат, дали ќе се чувствуваат како лица со попречености цел живот или едноставно ќе се чувствуваат рамноправни со сите нас. Ова е многу сензитивна тема и на тоа треба да внимаваат и родителите на дечињата кои што немаат никакви попречености, и наставниците, и педагозите, целиот образовен систем треба да е вклучен во оваа приказна. Да. Впрочем, сршта на нашиот проект Фестивал на инклузија е да им покажеме на луѓето во нивните домови, во нивните општини, дека ние не сме бабароги. Да им покажеме дека и ние имаме своја енергија, дека и ние знаеме да споделиме љубов, како што и тие умеат тоа да го прават, нели? Од кога ќе го направиме тој прв чекор, од кога ќе покажеме дека тоа не е толку едноставно, ама е возможно, и дека тие деца кои што се во школите и кои што би сакале да
да имаат еден нормален живот, нели? Не се бабароги. Значи тоа се луѓе кои што се исто срдечно, верувајте, кај нив има дури и повеќе искрена енергија, искрена во смисла на тоа дека е едноставно неоптеретена со секојдневие и со секакви секојдневни предизвици, туку извира она од длабочината на нашата душа. Каква е комуникацијата помеѓу лицата со попречености и лицата без? Зборувам лани, на ланскиот фестивал. Каква беше таа комуникација меѓу себе, средбите? Како се функционираше? Фантастично. Не можам да ти опишам. Имаше деца, например, што не сака да си одат. Не зборувам за тие што се со попречености, зборувам за тие што не се со попречености. Затоа што видува дека едноставно тоа е нешто што е дел од нас, од нашето живење и дека тие другарчиња можат да бидат еднакво пријатни и добри другарчиња како и сите останати. Да, може би им е потребно повеќе внимание, може би им е потребна низа на вештини за комуникација, кои што децата можеме да ги насочуваме како да комуницираат. Може би им е потребно повеќе толеранција, дефинитивно, меѓутоа сето тоа се учи прво од дома, потоа во школите. Тоа е нашата цел во наредната фаза, да влеземе и во сите школи. Ние веќе имаме соработка за овој фестивал со сите школи од општина Кисела Вода. Ги покануваме и школите од општина Аеродром да ни се приклучат нова, за да можеме баш од најмалите да ја правиме таа промена. Го скршивте мразот со Аеродром, сега Кисела Вода, има ли интерес од другите општини? Сега за сега го трасираме патот да истуркаме до третото издание. Во третото издание веќе општина Кисела Вода рече дека нема шанси да не пушти да одиме надвор за третото издание. Ама не ве пуштаме ние од Аеродром, се што правиме. Меѓутоа дефинитивно и ние имаме и панел дискусија, односно дебата. Еве се обидуваме да имаме од сите овие околни општини представник каде што ќе разговараме за овие прашања со тебе што ги разговараме, општина Центар, општина Кисела Вода, Аеродром и потоа ќе се шириме. Нема назад, верувам дека ќе стигнеме до 10-то, до 20-то издание, ако Господ даде сила и здравје, и дека ќе зборуваме дека веќе сме низ цела територија, зашто ова да не се случува секој втор, трет месец. Знаејќи го ентузијазмот ќе стигнете. Локацијата не ја споменавме. Да, локацијата е Домот на култура Билјана Беличанец во Кисела Вода и Паркот Македонија, што е околно место околу Домот на култура, 7-10 септември. Ги покануваме сите без разлика на тоа дали се вакви, онакви, никакви, дали се чувствуваат убаво или неубаво, баш напротив, ако се чувствуваат неубаво. И да не се чувствуваат, ќе ги огрее сонце. Да. Знаеш, си била, си се дружила со нас на настаните, знаеш дека ние не правиме обични, едноставни работи, секогаш тоа мора да е со екстра енергија и љубов. Тука ќе ги поттикнам и родителите на дечињата без попречености, да го искористат денот и да ги однесат на фестивалот, бидејќи навистина ќе ја променат нивната перцепција. Кај младите е некако полесно, многу полесно прифаќаат и се здружуваат, меѓутоа ние возрастните стигматизираме. Само еден ден да поминат таму и ќе видат како ќе се промени се. Да. Нажалост, но така е. Ние како воспитувачи на нашите деца понекогаш грешиме во одлуките или може би имаме некоја по-различна перцепција. Ќе добијат потребните одговори. Да, тоа што недостасува, ќе добијат сигурност дека во животот никој нивното дете не сака да им го земе, никој нивното дете не сака да им го повреди, никој не поаѓа со таа мисла и дека тие дечиња може да функционираат едни со други. Нормално дека и меѓу тие што немаат попреченост, имаат попреченост, има дечиња кои што се малце поспецифични по своето однесување. Неизбежно е тоа, сите сме луѓе, нели? Меѓутоа има од едната и од другата страна, верувајте. Значи, гледате што се случува во светот, како децата почнаа да реагираат на новите предизвици, телефонски уреди, не знам, онлайн булинг и така натаму и така натаму. Како што јас и вие функционираме со години. А моето дете ве обужува, морам да кажам. Поздрав за Калин. Така се растат и децата, така се создава општество, впрочем. Да, ако не знаете што да му кажете на своето дете, секогаш покажете му ја позитивната приказна. И оставете на него. Најдете некој пример, независно дали на интернет или во околината, и покажете му на детето. Ова е тој пример кој што би сакала да го запознаеш, заради тоа што во животот ќе се среќаваш со различни ситуации и луѓе. Меѓутоа,
да знаеш дека светот е полн со можности и различности и во тоа е убавината на светот. Ние ќе гледаме онлайн, граѓаните кои што се слободни, топло им препорачуваме да појдат во Киселавада 7, 8, 9, на 10 ќе затвориме, меѓутоа ќе бидеме и таму преку цел ден, така да на сите луѓе кои што независно од која општина се и се во Скопје или во Скопје, независно од нивната физичка состојба, дали се со попреченост или не попреченост, дојдете, ќе се забавуваме. Ние се гледаме по завршувањето на фестивалот со ексклузивни видеоматеријали и фотографии, може така? Како и секогаш. Благодарам. Задоволство ни. Благодарам многу за гостувањето. Фала, Кристина, што не проследувате секогаш.